Почитувани гледачи, добар ден и добро дојдовте во уште едно издание на нашата редовна емисија Збогу Македонија. Тема број 1 деновиве во нашата Република Македонија секако е донесувањето на буџетот, односно спречувањето на донесувањето на буџетот. Знаете и самите дека во собранието не може да се донесе буџетот, бидејќи има една група неваспитани таму што сакаат буџетот да не се донесе, за разлика од нашите земјоделци, од нашите спортисти, нашите социјални работници и други структури кои што по секоја цена сакаат буџетот да се донесе за да не се направи застој во нормалното работење на нашата држава. Ние очекуваме денеска најмалку, барем така имаме најавено, 86 спонтани собирања на наши граѓани од Република Македонија и ќе ги вклучуваме еден по еден во нашата емисија, а и вие самите гледачи, како и секогаш во емисијата Збогу Македонија, нормално дека можете на нашите телефони да се јавите и да активно учествувате во емисијата. Веќе имаме некого на линија, дали е тоа репортер, режија ве молам, или е некој од нашите гледачи, повелете? Ало, дали сум во програма? Да, во програма сте, повелете. Ваш редовен гледач, одлична ви емисијата. Јас сум родител, мајка на 2 деца. Да? Имам 2 конкретни прашања кои што би сакала да ви ги поставам и да одговорите. Добро, не е обичај 2, меѓутоа бидејќи сте на 2 деца мајка, повелете. Така, благодарам. За секое дете по едно прашање. Првото прашање е, значи, двете деца не сакат веќе цела недела да јадат ништо. Значи, јас им спремам јадење, им давам да јадат, но никако не сакат да јадат. Одма да ви кажам, госпоđo, немојте да се мачите, буџетот кој ќе биде донесен, од утре дента децата ќе почнат да ви јадат. Повелете второто прашање. Благодарам. Второто прашање е поврзано исто така со владата, значи со она субвенција што беше за трето дете. Да? Сега мене ме интересира. Гледам дека имаат земјоделците бенефиции од владата, пензионерите добиваат некои бенефиции. Сега како јас, нели кажав дека имам 2 деца, како да дојдам до трето дете, кога мојот маж не е тука, значи не е дома? Добро, знаете вие, нашата влада нормално помага секаде кај што може да помогне. Бенефициите се нормална работа, нормално дека и за трето дете има бенефиција. Дали вие имате некој конкретен предлог околу тоа? Сега. Имам, јас би предложила, ако имате да пуштите некој активист, некој така поактивен. Да, за? За трето дете? Не ве разбирам. Вие сте самохрана мајка? Не сум, маж ми е на пат. Треба некој да ме онаде. Господјо, почитувани гледачи, сите си имаме своји проблеми и благодарам на нашата гледачка која што се јави со доста интересен предлог и мислам дека ова владата секако ќе го има предвид. Да видиме сега како е пред собрание. Ние тука се собраме да го изразиме нашето незадоволство од тоа што Бранко Црвенковски го коче буџетот, а со тоа ние тука собрани како корисници на први реточеди од пензионерите што користат пензија. На една пензија они не издржават 7 души. И ако сега Бранко Црвенковски ја забране оваа работа со буџетот, ние ќе останеме у следната година така да се мотаме без пари у джебот, а ние сакаме да се мотаме со пари од дедото што ќе ни ги даде и сакаме да кажеме тоа ќе биде катастрофа за Република Македонија. Режи, ако воспоставивме линија со нашиот гледач или ако имаме друг гледач да го слушнеме, повелете? Ало, добар ден. Добар ден. На телефон ваш редовен гледач. Добро. Најпрво сакам да ја пофалам вашата емисија, многу сте добри.
редовно ве пратиме, цела фамилија, значи сите сме дома кои ќе се емитува вашата емисија. Благодарам. И би сакал да поставам едно конкретно прашање. Што е тоа цело време буџет, 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 се зборува само за тој буџет? Нас ни треба економија, бре луѓе. Економија, економија и само економија. Нашиот сограѓанин од каде се јавувате, се извинувам? Значи нема да останам анонимен како некои други гледачи, јас ќе се кажам да ме знаат сите убаво, јас сум од Битола. Добро, ете го слушавме нашиот граѓанин од Битола, има најконкретно решение, економија и само економија и спасвате во економијата, меѓутоа кога што знаете некои неваспитани сакаат да го спречат донесувањето на буџетот, па според тоа и економијата е доведена во прашање. А сега да видиме, очекуваме во секој момент вклучување да ги видиме нашите глумци. Повелете? Јас сум представник на нас земјоделците, тие сме тие што чекаме субвенции, разбираш. И ние се договорихме во внатрешноста од сите мали места тамо што се тие во Источна Македонија, да се договорихме се спонтано да се најдеме у 2 сата кај бензинската, разбираш, и после спонтано договорихме 5 часа автобуса да се качиме во автобусите и да дојдеме тука, разбираш, и сакаме да го питаме Бранко, што ќе коче он, разбираш. Буџетот да се донесе. Буџетот да се донесе. Буџетот да се донесе. Буџетот не може да се коче, разбираш. Това не Буџетот. не може да се коче, не може да се шине. Това не е рака или нога да се укоче. Буџетот мора да се донесе, разбираш. Как ќе даваме ние субвенции, разбираш. И уште нешто друго саках да питам. Ама не ми те клюва, разбираш сега. Ако се укоче буџетот кај железничар има да го носиме кај бабашинка тука да го откоче. Говор, па да ме снимате и това сигурно спонтано ќе ми текне што саках уште нешто да питам, разбираш. Буџетот да се донесе тука. Да донесе буџетот, разбираш. Буџетот. Уа! Ало, Да? ало, добро вечер. Добро вечер. Јас се извинувам, јас прв пат вака се јавам на телевизија, меѓутоа овој пред мене што се јави така ми испровоцира и морав да ви завртам, да ви се јавам, да ви кажам нешто, значи. Повелете. Ќе бидам малку по-слободен и сакам да му реплицирам на овој што збореше за економија цело време. Господине, ве молам само тоа да бидеме пристојни, да не биде навредливо. Знаете, ние многу држиме до репутацијата на нашата емисија. Нема, јас малку по-слободен мора да видам, стварно ми за така сакам да му порачам да не јаде говна и да не сере. Толку. Добро, тоа се нормални физиолошки овакво потреби, и така да мислам дека ова може би да биде сватено само како препорака, а не како закана. Добро, ние ќе се префрлиме повторно во собрание. Ние сме од Сдруженијето на белото на циганче и сакаме тука, како сите роми, да кажеме таму за това, за буџетот што е, за на социјалното да не го сечат, за това што това многу ни значи на нас и на нас. И сакаме да кажеме за таму на Бранко, зашто он е крив за буџетот да дава за партија. Како ќе речеме, туброк на мозок, на камен, на всичко што как ќе решаваме. Да се донесе буџетот. Се тоа е работа. И ние разбираме. И ние разбираме, ако до 4-то до 8 деление, всичко разбираме. Ала кари. Буџетот да се донесе. Да се тргне тој Бранко. И ние сме човеци. Ми расправата мене това шобило ќе кочат работа, разбираш. Почитувани гледачи во емисијата Збогу Македонија имавте можност да ги видите глумците земјоделци досега, глумците социјалци, глумците од Сдруженијето Белото циганче и ред други глумци, а сега имам знак од режијата дека имаме повторно вклучување во живо. Почитувани гледачи, сега ми јави од режијата, беше тоа Сдруженијето на пантомимичари на Македонија, го проследивме и нивното излагање, а сега ми јавуват имаме
гледач, имаме само време за уште еден гледач, повелете. Почитувани гледачи, почитувани гледачи, држијата ми јавуваат, нека го имаме на линија од нашите сограѓани гледач, повелете. Ало, добро вечер. Добро вечер, кој се јавува? Се јавува еден анонимен гледач. И сакал да останувам анонимен. Добро, зошто да останете анонимен? Сакам да останувам анонимен и сакам едно анонимно прашање да поставувам. Да? Видите, јас сум од една анонимна држава, не би го кажувал сега анонимносот комплетно. И сакам да кажам дека барам исто да ми се јави некоја особа, што би била анонимна, заради обострана анонимност и дружба. Ето ова е. Се извинувам, зошто толку инсистирате на анонимност? Па ова е демократска држава, можете да се представите. Јас не инсистирам, ама. Па не, види, не сакам, сум имал искуство вака, сакам да бидам анонимен, а не после да викаат Зоран рече ова, Зоран рече она. Мислим, знаеш каква држава сме. Фала. Добро, ете тоа беше нашиот анонимен гледач и очекуваме глумците ги очекуваме во секое време. Режија, дали имаме линк со собрание? Тиквешко негде в некое село, каде што таман почна да никнуе цвете, Бранко стопира го буџето да нема пари ни за човек, ни за дете. Разбудете се морни, копачки и дресови на трудот црн народ, да му кажеме на Бранко, кој што викаот и за буџето не е битно, да се изгласа буџето подитно. Можда е прошao живот цeo од оног дана кад сам њу срео. Од Сдруженијето на Јужна Србија, србијанци Кад и така. угледав те очи плаве и косу боje покошене траве. Помислих лепа е она, Мисля на партијата и затоа ние сите ал се не устраниме. чув звух оних звона коju смрт зову полако. О, да сам знао, вечно би плакao. Сака да каже, оти ако буџето не се изгласа, сите нас не чека смртта. Буџет! Гледачи, дојдовме и до крајот на нашава денешна емисија. Искрено да ви кажам, цело ова беше направено вака за да помине време да ме замајаваме малку, пошто овие во меѓувреме веќе го донесоа буџетот, така да ни останува единствено само да ви се заблагодарам и да ви кажам Збогум Македонија. Каде и да си.